Добро дојдовте во процес. Ракот на дојка се наоѓа на прво место по зачестеност од малигните заболувања и на прво место од причинителите за смртност кај жените. Го загрозува животот на жените, исто колку и ракот на грлото на матката, а и двете болести се лекуваат доколку навреме се откријат. Колку државата одвојува за превентивните програми за овие болести? Повеќе од прилогот на Славица Филиповска. Во Македонија од рак на дојка годишно умираат 277 жени, а од рак на грло на матка 30 жени. И покрај тоа државата не одвојува доволно финансиски средства за превенција на малигните заболувања. Програмата за скрининг на рак на дојка пак воопшто не се спроведува иако се одвојуваат средства за оваа намена. Од Сдруженијето ЕСЕ тврдат дека Министерството за здравство и владата трошеле средства од буџетот за програмата без при тоа да има логична подкрепа и објаснување за што се потрошени овие средства. Скринингот за рано откривање карцином на дојка, за жал во Македонија, иако секоја година се планира во оваа програма и се одвојуваат буџетски средства, досега не е воопшто спроведен и секоја година во тек на годината овие средства се пренаменуваат за останати намени. Буџетот на оваа програма во 2012 година е намален дури за половина во однос на претходната година, а речиси 70% од издвоените средства во буџетот на програмата се средства за исплата на долгови за извршени услуги во претходната 2011 година. Една од областите во кампањата за 2015 година е промовирање на раната детекција како клучна мерка во борба против карциномот. Досегашното искуство покажува дека нема соодветно планирање на активностите. Во програмата за рак на грлото на матката постојат низа недоследности, велат во ЕСЕ. Една од клучните наследности е што кога ги споредивме податоците од различните институции, здравствени извршители на оваа програма, податоците за опфатот на жените со скринингот не се совпаѓаат. Например, податоците добени на центрите за јавно здравје, од цитолошките лаборатории, од Институтот за јавно здравје, не се совпаѓа во однос на бројот на жени кои што се опфатени во 2012 година, како со поканување, така и со извршување на ПАП тест. Исто така, програмата секоја година во тек на годината бележи измени и дополнувања. Во тек на самата година дека се имплементира програмата за скрининг, при што најчесто се намалува буџетот, без при тоа да биде тоа пресликано и во делот на активностите на програмата. Туку само се кратат буџетските средства и се пренаменуваат за други намени за кои што немаме податоци зашто точно се пренаменуваат овие средства. Со ова не само што е доведен во опасност животот на луѓето и се крши нивното право на лекување, губи државата бидејќи наместо да се спречат болестите, се лекуваат последиците. Министерот Тодоров не одговори зошто досега се запоставувал овој многу важен сегмент, но најави дека во иднина ќе се работи повеќе на овој план. Министерството на здравство веќе подолго време се подготвува за сериозен скрининг за рак на дојка, кој што го правиме во која цел веќе беа испратени наши лекари на едукација во Словенија, имавме еден посебен проект во тој правец и очекувам дека оваа година, зашто веќе се и обезбедени пари, ќе стартува скрининг на дојка кој што во се ќе биде согласно европските правила и прописи. Според Светската декларација за карцином и Глобалниот акциски план за превенција и контрола на хроничните незаразни заболувања од 2013 до 2020 година, секоја земја треба да обезбеди скрининг на населението за рана детекција на карциномите, вклучувајќи ги и ракот на грлото на матката и на дојката. Со превенција значително ќе се намали стапката на смртност предизвикана од овие карциноми, велат од ЕСЕ. Со мене во студиото се Боријан Павловски, координатор на програмата за јавно здравје и здравје на жените, и Дарко Антич, координатор на програмата за мониторинг и анализа на буџети и двајцата од Сдруженијето ЕСЕ. Вие направивте една сериозна анализа за периодот од 2011 и 2012 година и дојдовте до интересни податоци. Кои се главните компоненти на кои што ќе укажете? Ети Сдружение се работи на полето на напредување на здравјето на жените од своето основање до денес,
Како предмет на мониторинга земавме програмата на Министерството за здравство за рана детекција на малигни заболувања, поточно двете компоненти, скрининг за рак на дојка и скрининг за рак на грло на матка, кои што се од посебен интерес за напредување на здравјето на жените. Од нашата анализа утврдивме дека скринингот за рак на дојка ниту од 2012 не беше спроведен, ниту до денес останува не спроведен. А кај скринингот за рак на грло на матка... Да се вратиме на ракот на дојката. Зошто не се спроведува? Значи, поминаа 4 или 5 години од како е најавен тој скрининг, медиумска кампања имаше за тоа. Имате ли информации, има ли од Министерството оправдување зошто не се спроведува тој скрининг? Така да, иако секоја година се усвојува програмата и се издвојуваат буџетски средства, се издвојуваат буџетски средства, скринингот останува неспроведен. Како единствена информација што досега дојде од Министерството за здравство е дека нема доволно обучен кадар за спроведување на овој скрининг, меѓутоа како што министерот најави на вчерашната пресконференција дека пратени се здравствена едукација, така се надеваме дека ќе започне скринингот наскоро. Кои недоследности се однесуваат на програмата за рак на грло на матката? Во однос на скринингот за рак на грло на матката, значи од 2012 за прв пат почна се организиран скрининг на национално ниво. Претходно беше пилот скрининг во 4 општини, тоа беше еден чекор напред во 2012 година и затоа ние доста се посветивме на детална анализа како се спроведува овој скрининг на национално ниво. Значи скринингот се спроведува, меѓутоа за жал утврдивме одредени недоследности на кои што секако треба унапредување во иднина. Недоследностите се однесуваат дел во планирањето, а дел во следењето и имплементацијата. Во планирањето на недоследностите најголем проблем е што во тек на годината, додека се спроведува скринингот, бидејќи овие програми се од година за година, се однесуваат за тековната година, во тек на самата година се носат неколку измени. Например, во 2012 година програмата за скрининг на рак на грло на матка беше изменета 2 пати, а последната измена беше дори во месец декември пред самиот крај. Многу често овие измени се однесуваат само на буџетскиот дел без да се сменат активностите, што значи сето да укажува дека потребно е подобро планирање и подобра имплементација. Друг сериозен проблем кој што го детектиравме тоа дека за жал податоците за имплементацијата на скринингот, во смисла колку жени се опфатени, колку промени се најдени и така натаму, добиени од различните здравствени институции кои што се вклучени во овој процес се разликуваат. Тоа пред се должи на тоа што нема еден унифициран софтвер или регистар за рак на грло на матка, регистар за скринингот, база на податоци. За жал, дури нема некој унифициран начин на известување, сите институции известуваат на различен начин и сметаме дека сето тоа се должи на оваа состојба. Зошто е тоа толку битно? Зошто се фокусираме на тоа? Бидејќи токму следењето на овие податоци за опфатот, пронајдени промени, што се случува со жените кои се пронајдат промените и така натаму, е многу битен за планирањето на скринингот во иднина. Значи, податоците се основа за тоа како ќе се планира скринингот во наредните години. Можеме ли да кажеме, прво колку се издвојува за програмите за превенција и конкретно за овие две програми, а потоа ќе се вратиме на тоа колку вкупно во здравството е буџетот? Да. Во однос на програмата за рана детекција на малигни заболувања, во која што е подпрограма всушност во буџетот на Министерството за здравство, тоа е подпрограма 59, каде што се издвојуваат некаде во просек 32 милиони денари на годишно ниво, додека пак конкретно само за овие две компоненти кои што се дел од програмата се издвојуваат некаде околу 10 милиони денари. Дали се доволни? Дали се доволни? Секако не се доволни. Од буџетот на Министерството за здравство, конкретно за програмата за рана детекција на малигни заболувања, се издвојуваат некаде околу во просек 32 милиони денари. Самата програма опфаќа 4 типа на 4 компоненти со кои што се наменети за превентивна здравствена заштита и лекување од 4 типа на карцином. Тоа се карциномот на дебело црево, простата, ракот на дојка и ракот на грлото на матка. Ракот до 2011 година беа предвидени 3 типа на карциноми во самата програма, меѓутоа во 2014 и 2015 година бројот на
карциноми кои што ќе се бидат покриени преку оваа програма се зголеми, меѓутоа средствата се намалуваат континуирано. Например, во 2011 година за целата програма беа предвидени 50 милиони денари, што во 2015 година, тоест во моментов, се намалени за речиси 50%, односно сега во моментот се 26 милиони денари. Значи, основен проблем во кај програмите за превентивна здравствена заштита и во буџетот за превентивна здравствена заштита е тоа што континуирано средствата наменети за имплементација на тие активности се намалуваат, што не е случај и кај во другите делови на буџетот на Министерството за здравство, како што е, например, куративната здравствена заштита. Значи, лекувањето. Значи, во државата повеќе пари се одвојуваат за лекување, отколку за превенција на болестите. Што ова значи за конкретната оваа група, за жените? Да. Бидејќи зборуваме токму за две болести, за програмите. Точно. Например, во статистиката од Институтот за јавно здравје покажува дека во Македонија на годишно ниво просечно секоја година умираат околу 277 жени од карцином на дојка и околу 30 жени од карцином на грловна матка. Што значи дека околу 300 жени умираат од овие два типа на карциноми кои што можат да се излекуваат доколку навремено се откријат во многу рана фаза. Значи, препораките од Светската здравствена организација, од Европската комисија, од други релевантни меѓународни установи и држави укажуваат дека секоја држава треба да ги направи овие методи за скрининг достапни до своето население, односно да биде што поголем опфатот на населението со програмите за скрининг. Бидејќи сите светски податоци, како од Светската здравствена организација, така и од останатите институции укажуваат дека инвестицијата во превенцијата многократно се исплати. Не само што, кога зборуваме конкретно за нашата проблематика, не само што би биле спасен поголем дел од овие животи, на овие 300 жени. Тоа е бенефитот. Тоа е едно од најголемите бенефити, секако. Туку се намалуваат и страдањата, се напредува квалитетот на животот, се намалуваат страдањата на семејствата, тоа е прво и основно, а понатаму и самата држава со тоа што ќе инвестира во превенција и скрининг, ќе заштеди на лекување, бидејќи сите овие карциноми кои што не се откриени во рана фаза, ќе се откријат еден ден во многу доцна фаза. И не само што ќе завршат фатално, туку во тој процес ќе се применува лекување кое што е доста скапо, светска терапија, зрачна терапија и така натаму. Значи не само што се спасуваат животи, туку преку добро имплементиран скрининг државата заштедува пари кои што би се дали за скапо лекување на овие карциноми. Колку се одвојуваат средства вкупно за здравството и во што најмногу се инвестира во моментов? Значи, буџетот за здравство се издвојуваат од различни извори. Значи, дел од средствата се издвојуваат преку Фондот за здравствено осигурување, преку буџетот на фондот, дел од средствата се издвојуваат преку централниот буџет или буџетот на Министерството за здравство и дел има средства кои што се издвојуваат кај Министерството за финансии во функции на државата, каде што се издвојуваат средства за покривање на одредени долгови на Фондот за здравствено осигурување, тоа се трансфери кон Фондот за здравствено осигурување. Буџетот на Министерството за здравство е 3% од вкупните расходи на централниот буџет или некаде околу 5 милиарди денари. Во однос на како најмногу се инвестира? Да, најмногу расходи во буџетот на Министерството за здравство зависи од годината, тоест зависи од буџетската година, меѓутоа во просек највеќе се издвојуваат за капитални расходи, за трансфери кон буџетски фондови, набавка на стоки и услуги и така натаму, а како програми на самото министерство највеќе се издвојува за администрација, тоа е програма 1 од буџетот на Министерството за здравство и за куративна здравствена заштита, тоа е програма 6 од буџетот. Значи за реконструкција и изградба на болници, за администрација и за лекување на последиците од болестите. Што не е случај или како што кажавме и претходно со превентивната здравствена заштита, каде што буџетот релативно секоја година се менува. Пример за превентивна здравствена заштита се издвојуваат 500 милиони денари, кое што е всушност 11% од вкупниот буџет на Министерството за здравство, а за куративна здравствена заштита во просек се издвојуваат на годишно ниво некаде околу 2 милиарди денари, кое што представува всушност 51% од буџетот на Министерството за здравство и како што кажавме
програмите кои што се во делот за превентивна здравствена заштита континуирано се менуваат или во просек некаде околу 30% се намалуваат во текот на годината и средствата за поединечните програми, а додека пак од овој буџет се трошат некаде околу од 70 до 80%, односно 20 или 30% остануваат непотрошени секоја година, согласно податоците на во завршната сметка на Министерството за здравство, а додека пак додека ова не е случај во делот за куративна здравствена заштита, каде што средствата секоја година се трошат во целост, речиси во целост, односно колку што е планирано и толку и се троши и релативно многу малку се намалуваат, односно се изменуваат во текот на годината. Ова значи дека треба државата да направи сериозна анализа и сериозна стратегија каде да се насочат средствата и зашто да се трошат. Да, значи државата конкретно за овој дел, тоа е за лекување или превенција од малигни заболувања, има национална стратегија, значи има и програми во буџетот за кои што издвојува средства. Да, рековме дека или дел не се спроведуваат, а дел имаат недоследности или пак се намалуваат средствата. Така е. Меѓутоа не располага, како што кажавме, со квалитетни податоци или со различни податоци. Значи нема централна база на податоци кои што би се искористиле за анализа, односно приоритизирање на проблемите на населението или приоритизирање на тоа за што ќе бидат насочени средствата од буџетот на Министерството. Конкретно жените во овој дел имаат потреба, се зголемува бројот на жени кои што умираат од карцином на дојка или од карцином на грло на матка, меѓутоа средствата континуирано се намалуваат. Се јавува потреба и се што покажуваат и податоците или статистиките, меѓутоа треба да се најде начин како и најсоодветно би можело да се одговори на овие потреби или да се издвоат и средства соодветно на потребите на граѓаните. Ги повикавте надлежните институции, очигледно вашиот глас се слушна, јас претпоставувам дека и претходно вие сте имале соработка или сте барале прием. Ќе имате една средба со министерот, кои се најважните работи на кои што ќе му кажете? Точно така, по најавата на министерот на вчерашната пресконференција добивме покана денес ќе оствариме средба со министерот во Министерството за здравство. Пред се ќе му ги предочиме на министерот сите наши наоди преку мониторингот и пред се ќе апелираме за вклучување на граѓанските организации во процесот на планирање на овие програми. Особено граѓанските организации кои што работат на полето на мониторинг или на слични полиња на кои што се однесува од една превентивна програма. Тоа би било од клучно значење, бидејќи има доста сознание и би помогнале во креирањето на самите програми и секако би ги посочиле сите овие наши наоди пред се креирање на унифицирана база за собирање на податоци и сите овие други препораки за кои што зборувавме денеска во смисла на соодветно планирање и соодветна имплементација на програмите. Не кажавме дека вие имате податоци за 2011 и 2012. Предпоставувам дека имавте потешкоти при собирањето на податоците од последните 2 години. Веројатно, токму предпоставувам поради таа база на податоци. Анализата, инаку програмата за мониторинг и анализа на буџети започна да се имплементира во ЕСЕ, тоест активностите предвидени во таа програма да се имплементираат почнувајќи од 2011 година. Кога и почнавме континуирано или активно да прибираме податоци, конкретно за имплементацијата на превентивните програми. Прашањето зашто нема свежи податоци од последните 2 години? Дали имате потешкоти при добивањето на податоците или? Во текот на 2011, 2012 и 2013 година немавме потешкоти. Не зборуваме за квалитетот на податоци кои што го добивме, значи квалитетот е низок. Меѓутоа, сепак ги добивме бараните податоци, тоа што го баравме и го добивме, што не е случај и во 2014 година, кога обемот на податоци кои што го добивме е релативно намален, што ќе се надмине со новото вклучување на Сдруженијето ЕСЕ во работната група за отворено владино партнерство, каде што заедно со Министерството за здравство предвидовме активност за креирање на унифицирана форма на податоци или известување и ја утврдивме фреквенцијата на објавување на податоци за имплементацијата на превентивните и куративните програми. Иако зашто
анализите се однесуваат на 2011 и 2012, тоа е заради тоа што нема податоци кои што би можеле да се добијат во текот на самата календарска година, туку треба да се чека да се заврши со годината и да се добијат податоци за претходната година. Добро да се надеваме дека и Министерството ќе има слух и дека сите овие податоци, сите овие информации побрзо ќе стигаат и до медиумите, а со тоа и до јавноста, нели, со тоа се надеваме дека ќе се подобри квалитетот на живот и квалитетот на лекување генерално на популацијата во Македонија. Ви благодарам на разговор. Благодарам. Благодарам се.